Најголем дел од скопјани денеска добија парно грејење, но само 3 часа. Топлинската енергија била исклучена по 9 часот, бидејќи потребната температура од 12 степени била достигната, вели првиот човек на СМ Васко Ковачевски. Дел од граѓаните од населбите Железара, Кисела вода и Карпош утринава се пожалија дека немале грејење или на млаки радиатори. 85 згради во главниот град останаа незатоплени, потврдуваат од СМ. Директорот Ковачевски вели дека станарите самите биле виновни, или немале струја во подстаниците, или пак не ги направиле потребните подготовки на време. Може би, не е точно дека има повеќе граѓани, затоа што ќе имаше реакција од граѓаните. Можно е да самата стамбена заедница не била доволно подготвена да ги прими топлинската енергија. Во делот на топлинските пумпи, во делот на подстаниците, во делот на електричната енергија и во делот на поправка на системот. Значи, ако во радиаторите претходно постоел воздух, онај воздух кој што треба да се испушти, не може топлината да го истисне воздухот. Значи, самите заедници, самите граѓани мора да се подготват да ја примат топлинската енергија. СМ засега обезбеди газ за работа на скопските топлани за само 2 седмици, односно до 1 ноември. Со приватникот Тето се уште нема договор и неизвестно е дали и кога ќе се вклучи во системот на топлинска енергија. Ковачевски вели дека поради нестабилните цени на гасот на светскиот пазар ќе набавуваат месец за месец, а истовремено преговарале за купување газ за до крајот на грејната сезона. Да направиме кратки интервали на набавка на природен газ, затоа што цените на гасот на берзите и на TTF и на фиксните цени кои што се даваат се во опаѓачки дел, значи имат надолна линија. Тоа значи дека ние веќе после 20-25 октомври ќе се обидиме да набавиме енергенси за ноември месец, но исто така сме во разговори да набавиме 6-месечна испорака на природен газ со фиксна цена која што ќе биде пониска од сегашната. Цената со која ние сме го набавиле природниот газ за овие 2 недели е повисока од тоа што ја имаме сега како понуда за месец ноември. Ако на светскиот пазар нема газ или не може да се купи по поволни цени, топланите во Скопје ќе работат на дизел кој во моментов е прескап. Ковачевски се одлучил за таа опција бидејќи мазутот многу загадувал. Инаку 500 потрошувачи приклучени на Скопје Север исто така немаат парно, бидејќи компанијата во стечај има неподмирени долгови кон СМ и оттаму нема иницијатива да се најде начин да работи зимава. И покрај тоа што се растрчаа во 5 до 12 да бараат ефтин газ, сега надлежните уверуваат дека Македонија не зависела од околните држави и дека парно грејење ќе има во текот на цела грејна сезона.